На само 4 дена пред одржувањето на предупредувачкиот генерален сеземјоделски протест во Прилеп, македонските земјоделци уште полути и погневни на власта. Последните најави на министерот Хоџа дека периодов ќе се започнало со доисплатата на субвенциите и со исплатата на помошта од петиот ковид пакет за македонските земјоделци се само перфиден обид на власта да им го минира престојниот протест, бидејќи, како што објаснуваат самите, лепезата од земјоделските проблеми била многу поширока од само овие две барања. Впрочем, протестот не е само за субвенциите и за ковид мерките, протестот е и за зелената такса, протестот е и за продажба на земјоделско државно земјиште. Многу работи се со протестот кој што ќе се изнесат дента на понеделник на самиот протест. Целта се на овие, да речам, најави за исплата е да се разводни најавата за протест и да се минира, да речем, целата организација која што веќе се случува за организирање на сеземјоделски протест. Очигледно дека се незадоволни земјоделците и даваат огромна поддршка за организирање на ваков протест и покрај најавата на Министерството дека ќе се извршат исплати, протестот ќе се одржи. Македонските земјоделци му упатија јавна покана и на председателот Пендаровски, за и тој лично да учествува на самиот протест и сам да ги слушне земјоделските маки. Освен со ваше лично присуство, секоја друга поддршка или немање одговор од ваша страна на оваа наша јавна покана, ние земјоделците ќе сметаме дека поважно ви е ЛГБТ заедницата, отколку ние кои ја храниме цела држава. Се вели во дописот до председателот Пендаровски, а на кој досега нема никаков одговор. Најавениот протест ќе се одржи на Петровден во време траење од 2 часа во центарот на Прилеп.